Граѓаните на општина Кочани во извештајот на Државниот завод за ревизија добија уште еден силен адут против изградба на мини хидроцентрала на Мала река кај градче. Фрапантните бројки околу цените по кое плаќана струјата повеќе асоцира на криминал отколку на придобивка на државата, за што сведочи податокот дека Државниот завод за ревизија го доставила извештајот до јавното обвинителство. Државните ревизори откриле дека државата на операторите на малите хидроцентрали за повластената тарифа им дала двојно повеќе пари од пазарната вредност на електричната енергија. За возврат, тие не уплаќале на доместок за користење на водите, со што двократно ја стрижеле. Преку повластените тарифи на концесионерите, државата им платила 90 милиони евра или неверојатни 41 милион евра повеќе од пазарната вредност на струјата. Од друга страна, концесионерите не уплатиле над 370.000 евра во буџетот на име на доместок за водно право. Уште пофрапантно е што 17 концесионери за цело време не ја уплатиле ни денар на државата. Заклучно со 2020 година во државата функционирале 117 хидроелектрани, од кои 96 со статус за повластени производители со концесии на 20 години. Како ќе заврши случајот во Кочанската мини хидроцентрала, засега никој не може да претпостави, но кога ќе се собере и извади, незината евентуална изградба повеќе би била промашување отколку придобивка, особено за граѓаните.